исходот од изборите покажа дека во Германија е можна влада само со две партии, тоа се ЦДУ и СПД. Велам само со тие две партии, заради тоа што ЦДУ претходно повеќе пати исклучи можност за коалицирање со АФД. Тие всушност се втората по сила партија во државата, добија над 20, малку над 20% од гласовите, значи петина од гласачите во Германија гласале за ова десно радикална партија. Мерц, иако повеќе пати велеше дека нема да соработува со оваа партија, сепак на крајот на јануари се случи една промена кога оваа партија во Бундестагот гласаше за еден предлог на партијата ЦДУ за заострување на политиката во однос на мигрантите, односно на миграцијата. И тука ЦДУ доби многу критики и изгуби поени во предизборната кампања, затоа се намалија всушност и процентите и крајниот исход е под 30% кои што оваа партија ги очекуваше. Како што реков, Германија по овие избори и по формирањето на новата влада ќе се концентрира многу повеќе кон себе, односно кон внатрешните проблеми, и тие не се само миграцијата, тука и проблемите се со економијата, безбедноста и повеќе други горливи теми. Секако една од најважните теми во однос на прашањата од меѓународен план е сеставовите, односно новите позиции на Америка во однос на Европа. Тука стана јасно дека по доаѓањето на Трамп на власт, значи стана јасно дека Европа мора малку повеќе да се погрижи за својата безбедност и затоа Германија ќе мора малку повеќе да инвестира во својата одбрана. За тоа да може да го направи, ќе треба да се промени границата која дозволува задолжување на државата. За тоа да се направи, на новата влада ќе треба поддршка и од други партии кои пак се противат на таквата промена на таа граница. Тука спаѓаат левицата и АФД. И постои една идеја сега да се направи, значи во овој еден месец од истекот на мандатот на актуелниот Бундестаг да се донесе таа промена, но тука пак има критики дека граѓаните не гласаа за такво нешто и во изборната кампања не се кажуваше дека тоа ќе се направи и сега се користи мнозинството во стариот парламент, односно во актуелниот парламент кој што има, како што реков, мандат уште еден месец, за да може да се направи таква промена. Дали тоа на крајот ќе се случи, ќе видиме. Мерц покрај тоа доби критики и во однос на тоа дека во текот на кампањата постојано нагласуваше дека партиите кои што се во актуелната влада не треба да владеат во последната, за откако стана јасни изборните резултати и дека ќе мора да се прави коалиција, значи со СПД. Одеднаш тие се добри и со нив ќе треба да се прават разговори, но тие му забележуваат дека во текот на кампањата имаше многу агресивен тон и бројни напади дојдоа од негова страна кон оваа партија и кон нејзини истакнати личности. За сега одеднаш тоа да се промени, да треба да се седне на маса и да се разговара. Тие бараат како предуслов да го промени тонот, вокабуларот, за да може воопшто да се седне да се разговара. Дали на крајот ќе се направи влада, тоа е неизвестно, иако во минатото постоеше веќе една влада во која што овие две партии коалицира.